Од година во година се намалува бројот на земјоделци градинари во Струмичкиот регион. Според познавачите тоа се должи пред се и на ниските откупни цени на земјоделските производи, како и на иселувањето на младите. Сепак експертите уверуваат дека со сериозен пристап и промена на навиките може да се спаси оваа гранка. Кај нас се мисли дека како пред 20 години, 25 години што се занимавале, односно кај што земјоделието е чиста гранка на обстанок, дека може да продолжи во овие современи конкурентни услови, да се продолжи со овој начин на пласирање со производство на земјоделие. Знаеме дека веќе не поминува, односно мора пред се да се оди на поголема количина на единица површина производи. Значи не може ако Турција, зборувам како не европска држава, почнувајќи да не зборувам Италија и другите држави, имат пример домати на 20 тона на декар, красавици на 25 тона. Ние да сме радосни со 8 тона, со 10 тона на единица површина декар и да сакаме да конкурираме на нивното производство. Според Ивановски, надлежните државни институции и здруженијата на земјоделците треба да ги искористат и предностите на агроберзата за подобар пласман на производството. Значи тука мора пред се техниката, начинот на производство да се смени, пота мора покрај семискиот материјал кој што е веќе европски, тука нема што да се зборува, подобра заштита, правилно и планско ѓубрење на самите растенија и нормално, прво и основно, мора да се обрни внимание и на начинот на испитување на почвата. Сосема на крај, во контекст на ова, еве јас ја искористам ова прилика да дадам еден апел, да се малку поангажират тука здруженијите земјоделски, како и самата влада, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, да има една интеграција со цел, со помошта на агроберза на Република Северна Македонија, да изврши пласман на производи. Затоа што знаеме дека ова наша агроберза има контакти со сите побарувања широм Европа ќе земиме, па и Балканскиот регион, каде што цените се многу повисоки во колку се настапи колективно, плански и се знае кој производ, кога и од каде може да се пласира. Минатата реколта помина со бранови незадоволство кај фармерите од ниските откупни цени.